Мој гост е Горан Митевски, поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. Тоа е во периодот 99-2001 година, од 2001 до 2002 година директор на Бирото за јавна безбедност, со, да речем, некакви благодарници, пофалници од НАТО и од State Department-от, кој конкурираше за водување на новоформираната ОТА, но не помина на огласот. Ке разговараме за тоа и за реформата на безбедносните служби. Добро вечер, Митевски. Добро вечер. Но сега ми доставија нови информации, морам да ги прочитам. Спроведена е акција за попречување на можен терористички напад од поддржувачи на ИС. Значи, веста е од МИА. Полицијата спроведе оперативно-тактички мерки и претреси на неколку локации поврзани со потенцијални планови и намери за извршување на терористички акт на територијата на нашата држава од страна на припадници на радикални структури поддржувачи на ИСИС. Министерството за внатрешни работи по претходно разменети оперативни сознанија со партнерска земја во врска со потенцијални планови и намери за извршување на терористички акт на територијата на Република Северна Македонија од страна на припадници на радикални структури поддржувачи на ИСИС, спроведе оперативно-тактички мерки со цел идентификација на можните организатори, логистичари и потенцијалните извршители на нападот, со цел попречување на терористички напад и остварување на превентивна функција. Министерството за внатрешни работи изготви план на мерки и активности за што обезбеди соодветни наредби за нивно спроведување, информираат од МВР. По добиените наредби на неколку локации на територијата на државата извршени се претреси при што се одземени предмети и уреди кои се поврзани со можниот напад. Од Министерството информираат дека продолжуваат да спроведуваат действија, мерки и активности со кои се работи на осигурување на безбедноста на граѓаните. Има реакција и од Американската амбасада во Скопје. Оттаму предупредува дека постои зголемен ризик од терористички напад на територијата на Република Северна Македонија. Постои зголемен ризик од терористички напади инспирирани од екстремистичка идеологија во Северна Македонија. Терористички организации и поединци инспирирани од екстремистичката идеологија имаат намера за напад врз цивили, вклучително и државјани на Соединетите Американски држави во странство. Терористите се почесто користат помалку софистицирани методи за таргетирање на групи на јавни места, вклучително и со користење на пиштоли, возила и остри предмети, се наведува во соопштението објавено на интернет страницата на Американската амбасада. Од амбасадата предупредуваат дека терористичките напади и други безбедносни инциденти често се случуваат без никаква најава и апелираат граѓаните на САД да одржуваат високо ниво на предпазливост. Екстремистите повеќе се стремат кон изноѓање и напади врз меки цели, како што се трговски центри и пазари, аеродроми, хотели, клубови и ресторани, верски објекти, училишта, паркови и јавни настани од висок профил, спортски надпревари, политички митинзи, демонстрации, празнични настани, славенички собери и така натаму. Се наведува во предупредувањето од Американската амбасада. Министерството за внатрешни работи претходно информираше дека со дојава од пријателска земја биле веќе спроведени неколку оперативни тактички мерки и претреси. Митевски, како го коментирате ова? Па добро е што... Само ова го добивме само што седнавме ние. Да. Добро е што Министерството за внатрешни работи ги продолжува интензивните контакти и соработки со партнерски служби кои по вакви дојави преземаат брзи и ефикасни акции и се надевам дека ќе го попречат делувањето на оваа екстремистичка група и нема да дојде до терористички акти на територија на нашата држава. Сега и како членка на НАТО веројатно имаме и повеќе информации и соработка со земјите членки на Алијансата. Вие се вработувате во МВР некаде 1990 година.
99-та ќе дотуркате до директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, таму сте до 2001. Веќе и наведов, нели, па директор на јавна безбедност, тоа го реков во најавата. Меѓутоа, што се случува што вие сега конкуриравте и во оперативно-техничката агенција, но ве видовме и на сослушувањето за избор на членови на антикорупцијската комисија. Немате работа? Па да, моментално неколку месеци сум без работа, бидејќи каде што работе во приватниот сектор, таа компанија дојде во незавидна финансиска ситуација и напуштив работата во неа и од тогаш решив да конкурирам на некои државни огласи, односно за мене охрабрување беше изјавата на министерката Десковска дека ќе се променат условите за избор на антикорупцијска, каде што се воведоа строги правила дека 10 години не треба да биде финансиер на политичка партија, не треба да биде во раководните структури на ниедна политичка партија и на тој начин мислев дека се зголемува демократскиот капацитет на институциите во Република Македонија. За мене беше предизвик да се јавам на тој конкурс. Стварно, целиот конкурс беше многу транспарентно изведен, тоа се снимаше и одеше на третиот канал. Имаше солидни кандидати, се изненадив бидејќи од самото следење на сите кандидати Комисијата за селекција реагираше и на други кандидати кои не влегоа во овие 7, а кои беа многу квалитетни. Дури би ги спомнал и нивните имиња, тоа беше една од професорка на Факултетот за безбедност, Крстевска Савовска Катерина, која остави одличен впечаток на сите членови на комисијата и од парламентарниот состав и кај невладините организации и новинарите кои поставуваа прашања, а исто и адвокатот Мизрахи кој беше исто така многу солиден кандидат. Очекував дека нив двајца ќе ги видам во првите 7, без разлика на тоа се избра антикорупцијска, очекувам дека ќе дојде до поквалитетно работење на таа комисија и ќе постигнат одредени резултати. Значи, почнавме со ова за да видиме, односно за да чујат гледачите дека немате забелешки за изборот на Да, дефинитивно беше многу транспарентен процесот и самите услови, како што кажав, беа многу интересни за ги охрабрија самите пратеници во Собранието на Република Македонија беа изненадени од големиот број, 80 пријави имаше, од кои 57 влегоа со комплетна документација, другите беа елиминирани при првиот филтер. Така да тоа траеше неколку денови и стварно беше со напорна работа и транспарентно јавно до крај беше изведена целата. Сега да дојдеме до нашава тема, до поентата. Вие кои сте поминале толку години во Министерството за внатрешни како професионалец, значи сте биле начело и на УВК и на јавна безбедност, имате благодарници или пофалници, како да ги наречам, и од НАТО и од Стејт департментот. Не можам да објаснам зошто вие на оглас за вработување, не за директор на ОТА, значи за вработување не поминувате. Што се случило во овој период од како сте излезени од МВР? Да. Има ли нешто што е спорно? Не се работи за ништо спорно во врска со мене за конкретно да бидам одбиен, туку целата постапка, за разлика од оваа постапка што ја кажавме за избор на антикорупционери, беше на многу чуден и нетранспарентен начин изведена. Како што знаете, уште во планот 369 на владата на нашата држава беше приоритет реформите на безбедносните служби, односно одвојување на системот за следење на комуникации од Управата за безбедност и контраразузнавање заради извештајот на Прибе од 2015 година, каде што беше констатирано дека Управата за безбедност и контраразузнавање го злоупотреби системот за прислушкување и беше концентрирана преголема моќ од каде што се вршеа големи злоупотреби. Морам да ве прекинам овде. Значи, вие сте директор на УБК 99-2001. Тогаш пукна аферата големото убајство за прислушување. Да, значи јас дојдов по напуштањето. Немате одговорност вие во тој сегмент? Во тој, па јас само ќе ве потсетам дека кривични пријави беа поднесени по промената на власта 2002 година после изборите на 15 септември против министерката Доста Димовска и против началникот на петата управа Александар Цветков.
Меѓутоа, во таа прилика претседателот Борис Трајковски тогаш со аболиција го попречи понатамошното нивно процесуирање, односно целиот процес беше запрен, а јас само продолжив во собраниските комисии да помагам со мои искази да се расветли целиот случај и да го спречиме тоа во иднина да се повтори. Така. Сега, огласот, дали, кај што велите, не е толку транспарентен, зошто? И дали самиот карактер на нели овие служби налага некаква поголема тајновитост? Дали е тоа нормално или... Значи, целта на реформите и формирањето на ОТА беше на транспарентен начин да се формира таа оперативно-техничка агенција и со законот за оперативно-техничката агенција беше предвидено од 1 ноември 2018 таа да почне да работи и да има јавен конкурс кој ќе трае минимум 15 дена, на кој ќе конкурираат луѓе кои се надвор од Министерството за внатрешни работи. Согласно членот 35 од Законот за оперативно-техничката агенција беше дозволено само 7 лица да бидат превземени од МВР и тоа се случи на 1 ноември, кога 7 инженери кои ја демонтираа опремата од Управата за оперативна техника и ја монтираа во ОТА, тие беа префрлени од работа од МВР во оперативно-техничката агенција. Чудно беше за мене што таков приоритет за отпочнување со работа од 1 ноември владата не обезбедила буџетски средства за плата и не беше овозможено и другите 15 луѓе за кои имаше предвидено да се појави конкурс. Тој конкурс не беше објавен тогаш, меѓутоа сите очекувавме дека до крајот на годината, бидејќи буџетските средства се обезбедуваат од наредната 2019 година, дека тој конкурс ќе се одвива во крајот на ноември или почетокот на декември. Кога е огласот е крајот на декември објавен? Многу чудно што огласот е објавен на 31 декември, што е многу чудно за мене, во период кога сите се спремаат за пречек на новогодишната ноќ, за период кај што имаме доста важни празници, Божикините празници, каде што луѓето сигурно се концентрирани на тие прослави, тие денови. Знаете ли колку мина конкурирале за вработување? Кои се избрани? Зошто се избрани? Имате ли такви информации? Па за мене тие информации се недостапни за јавноста. Мене ми изненади јавување на еден од членовите во оперативно-техничката агенција, кој порано работеше во МВР и во Управата за безбедност и контраразузнавање, кој ми кажа дека не треба да доаѓам со сите останати членови на интервју, заради моето претходно миното како директор во Управата за безбедност и контраразузнавање и дека не е добро да ме гледаат тие таму, туку со поднесените документи дека сум еден од фаворитите за 3 места за кои конкурирав. А вие за 3 места конкурирате? Да. После тоа кога го прочитав дека е донесена одлука со која се избрани членови, ама не се кажува кои. Не се кажува кои и претпоставував дека чим не сум повикан, одлуката е донесена дека не сум примен, се обидов истиот тој господин што ми се јави тогаш да не доаѓам, да го контактирам, но не успеав да го добијам на телефон. Но како не добивате? Секој има право на приговор на крајот на криштата. Да, вие давате представка, но редно е да добиете известување кои се примени, зошто, како, за вие да можете да ја терате процедурата понатаму по разни жалби и поплаки. За жал таква процедура не беше воопшто спомната во конкурсот и многу луѓе што конкурираат таму беа изненадени уште за време на интервјуто дека им било кажано дека вработените во ОТА, комисијата за селекција, врши само прибирање на документи и интервју, а дека крајната одлука ја донесуваат некои странци, што укажуваше од самиот старт дека се подготвува нешто што на нетранспарентен начин да се изберат некои луѓе што веќе се сигурно некој претходен список, дали се тоа од политичките партии на власт или не знам на кој начин избрани, меѓутоа се сомневате дека партиите, политиката, односно партиската ургенција одиграл улога. Може би ве сметаат за близок до ВМРО ДПМН, бидејќи во периодот на владата на Георгиевски имате позиции во МВР. Да, јас никогаш не сум бил член на ниедна политичка партија, ниту во тој период, ниту покасно. И како што сигурно се сеќавате, кога излезе аферата за прислушкување дека од 2015 2000 граѓани дневно биле прислушкувани, бев многу активен по медиумите за да објаснам
какви злоупотреби направиле Груевски, Сашо Мијалков, како и останатите од петата управа, началниците кои се моментално во бегство. Така да, верувам дека остави впечаток. Имавме интервју и за неделникот Фокус. Да. Точно ги коментиравте сите оние небулозни објаснувања, жолтоком безлично направивте стручна анализа, морам да признам тоа. Но чекајте, сте работели. Дали ваква тајновита процедура се спроведува, дали е ова некаков стандард според европски стандард, НАТО стандард, вие сте соработувале и со и со Стеј департментот и со НАТО? Па мојот предизвик и за пријавувањето во... Каква реформа е ова кога ваква конспиративно оди огласот? Дали е тоа нормално? Тоа, за жал, е злоупотреба која постои заради одредени дискрециони овластувања кои ги има и министерот за внатрешни работи, а најверојатно со и директорот на ОТА и ги злоупотребуваат тие дискрециони овластувања на нетранспарентен начин да одлучуваат за избор на Дали се знаете кандидат. со директорот на ОТА? Со директорот на ОТА имам почнато во ист ден заедно на 1.9.1990 година, само јас и тој од Факултетот за безбедност отпочнавме со работа во Управата за безбедност и контраразузнавање. Имавте контакт во овој период со него? Не, бидејќи тој ја имаше напуштено Управата за безбедност и контраразузнавање, еден период беше и директор за корпоративна безбедност во Телеком, потоа по напуштањето работеше во приватни компании и Исто никогаш... како и вие што сте работели? Да, и никогаш се немам сретнато од неговото напуштање на УБК. Но вие сега давате представка до министерот Оливер Спасовски. Што очекувате? Пак ми останува нејасно. Како може да има оглас во кој вие немате средство, нели, второстепена постапка да реагирате за некаков избор? Точно, јас со кој сметате дека веројатно, нели, ОТА званично не е под Министерството за внатрешни работи, туку представува независна агенција под владата, а јас представката ја дадов прво до премиерот Заев, до министерот Оливер Спасовски, до Собраниската комисија за надзор на Управата за безбедност и контраразузнавање, Агенцијата за разузнавање и ОТА. До сите доставивте? До сите и до директорот на оперативно-техничката агенција. Добро. Сите тие документи... Тоа е пред неколку дена? Тоа е пред 2 дена доставено и сите тие документи со приемен печат дека сум ги доставил тие представки, ги однесов кај народниот правобранител за он со своите овластувања да може да превземе доколку овие институции каде што веќе ја достави представката, не преземат ништо во одреден период, тој има сите овластувања да провери целокупната постапка на прием на кандидати и да види дали тоа сето било законски. Не реагирате до Европската амбасада, да речем, или тоа планирам, меѓутоа сакам прво да им дадам шанса на нашиве институции каде што доставив представка, доколку во рок од 2 недели јас веќе подготвувам писмо кој ќе го доставам и до Европската комисија во Скопје и до Американската амбасада. Верувам дека таа информација ќе дојде и до Рајнхен Прибе, кој ги наложи овие реформи, каде што една од точките беше транспарентно вработување и во Управата за безбедност и контраразузнавање, а тоа подразбира и во оперативно-техничката агенција, каде што во минатото се злоупотребувало со прием на кадри некомпетентни, со криминални досија и затоа доживеавме. Но како вие ќе докажете дека сте биле на интервју, ако сте биле викендот, а не дента кога биле интервјуирани другите? Јас во моментот кога бев на интервју во неработен ден во сабота, таму сепак постоја луѓе од обезбедувањето кои забележа исто така човекот што ме внесе мораше на 2 пати да откуца картичка за влез во оперативно-техничката агенција и за излез од таму, така да и тој ми се јави после неколку дена да ми каже дека не е нетранспарентна постапката во смисла дека сум изигран, дека не сум се пријавил на интервјуто кога и останатите кандидати, туку дека според Шангајската конвенција не сум освоил доволен број на поени и дека сум второрангиран во сите 3 места каде што сум конкурирал. Па кои се тие тројца што се прворангирани? Имате право за тоа, меѓутоа тоа било тајна и доколку му овозможеле, односно му дозволел директорот да ми соопшти, ќе ми се јавил во некој од наредните денови, што не верувам дека ќе се случи. Кој мислите дека е клучен за ваквата процедура на овој оглас? Па за жал деновиве слушнавме и дека во МВР се вработил некој фармацевски техничар кој чиј родител бил висок функционер во Социјалдемократскиот сојуз и верувам дека повторно партиските
штабови на СДСМ и ДУИ го изготвиле тој список и тие 15 кандидати кои се примени во ОТА се очигледно блиски на нивните политички партии. Евентуално представката не ја доставивте до советникот на премиерот Заев за безбедност, тоа е господинот Зоран Верушевски? Па верувам Веројатно дека се знаете и со него од времето. премиерот Заев дека него ќе му ја достави како човек од таа област, дека ќе му даде на него да постапува по таа представка и очекувам дека тој ќе го подготви одговорот што ќе треба да го добиеме од владата. Па вака кој ќе се потрече, излегува дека вие барем имавте работа допред некоја година, како дојде животот, вие останавте без работа. Да, кога сите и не можете очекувавме, да добиете вработување. Кога Кај што исполнувате услови. Премиерот Заев ветуваше дека се ќе биде транспарентно, дека сите вработувања ќе одат на конкурс, па после го слушнавме оправдувањето дека за краток период треба да се назначат многу директори, па тие беа веде назначени за рок од 6 месеци за да може да се спроведат тие конкурси, да секојдневно слушаме бројни случаи на непотизам, кога од политички партии некомпетентни луѓе се вработувани и во МВР и во други институции, така да мислам дека тоа е одговор на тоа. Така очекувате дека нешто може да се промени сега или по сите овие писанија што ги испративте на разни адреси? Па по она информација што е дека премиерот... Например, како судска постапка да покрене човек, ако вие немате право, немате на увид ништо, никако, не ви даваат ни право на приговори жалба. Не постои таква можност, меѓутоа само со излегување во јавност, само со информирање на странските амбасади, на Европската комисија во Скопје, на Американската амбасада, верувам дека ќе биде извршен притисок и дека постои можност тој конкурс да биде поништен. Така. Значи, реформите во безбедносните структури се еден од приоритетите што ги очекува и НАТО и Европската Унија. Еве во ексклузивното интервју на Столтенберг, генералниот секретар на НАТО за 1 ТВ со колегата Ордановски, нагласува дека реформите во ресорот правда и безбедносните структури се клучни што се очекуваат. Како ги оценувате вие реформите во овој безбедносниот сектор? Барем ако нели го тргнеме настрана овој оглас, дали концептот на реформи, а тоа е нели одвојување на овој дел и формирање на ОТА, го сметате за чекор напред? Па значи ништо нема да се промени од претходниот период доколку лојални партиски луѓе бидат вработени во ОТА, постои опасноста од повторна злоупотреба на прислушкување на голем број телефонски броеви на новинари, бизнисмени, како што беше тој и во минатото, истото да се повтори. Значи не постои гаранција со нетранспарентен начин на вработување на овие луѓе во ОТА да се обезбеди квалитетни луѓе со интегритет кои претходно работеле во министерството, кои немаат дамки во својата кариера, бидејќи во тие услови каде што беа предвидени во конкурсот се бараше 10 годишно, 8 годишно, 5 годишно претходно работно искуство во МВР, каде што јас ги исполнував за сите 3 работни места за кои конкурирав и бев изненаден кога бев одбиен. Значи, вакво нешто немало претходно, ваков оглас, вака конспиративно, без Па јас очекувам и од антикорупцијската комисија да преземе мерки во делот на намалување на дискреционите права и на министерот за внатрешни работи и директорите на сите безбедносни агенции. Значи, тука лежи најголемото зло, односно можноста за злоупотреба за примање на партиски и некомпетентни луѓе и во иднина. Така. Моето последно интервју со вас беше пред 3 години или така. Кога пукнаа бомбите, целиот случај пуч, па потоа формирање на СЈО и слично. Вие и тогаш тврдевте дека прислушувањето е вршено во УБК. Ги знаете, ги спомнавте Горан Груевски, Бошковски, ги знаете кога работев? Тие не ги знам, бидејќи тие беа вработени со доаѓањето на Сашо Мијалков. Ги знаете Ѓорѓи Лазаревски, Звонко Костовски, што беа обвинети во пуч? Да, тие беа професионалци кои беа примени и работеа и во мое време во управата за оперативна техника и ги познавам, така да знам дека се работеше за големи професионалци кои не можеле да дозволат злоупотреба на прислушкувањето да остане и ги изнесоа сите докази во јавност. И како ви изгледа сега целиот судски процес што се одвива? Ние уште и по толку време процесот за прислушувањето не е мрднат, речиси, од мртва точка. Па добро, двајцата се сослушани. Ѓорѓе Лазаревски се очекувам
после тоа да се приврши процесот со завршни зборови и со донесување на пресуда. Стварно малце е чудно за разлика од останатите процеси кои се кој е клучен форсираат. процес, бидејќи клучно е да знаеме кој, по чија наредба и зошто прислушува. Мислам дека е тоа клуч за се. Точно, меѓутоа најверојатно судството се уште не е независно и транспарентно кој што сите очекувавме да биде и очекувавме тој процес да биде еден од првите каде што најважно беше да се дознае каде е прислушкувано, кој прислушкувал, кој ги добивал материјалите, зошто ги злоупотребувал и тие луѓе да се веќе во затвор. Воопшто, мислам, процесите што ги води СЈО за разни случаи од бомбите, ги следите, предпоставувам, но на што е вака најинтригантно е бегството на Никола Груевски, кој може да се смета како глава на целата злосторничка организација. Како човек кој работел на тие високи позиции во МВР, има ли одговорност тука на службите? Како може да избега главниот осомничен во повеќе предмети? Доколку се постапеше од првиот ден на поставувањето на господинот Оливер Спасовски за министер, доколку се следе искуствата од претходното работење на Министерството за внатрешни работи, кога имате информација и додека сте во опозиција и тврдите дека 5 милиарди евра минимум се излеани, се изнесени од Република Македонија, кои се претходно испумпани од буџетот на Република Македонија, и тие средства преку најразлични офшор компании во даночните раеви, како што се Белизе, Кипар и други држави, се повторно инвестирани во Република Македонија, должност беше на министерот Оливер Спасовски да заведе оперативно истражување, кое законот му го дозволува тоа, да формира оперативна акција со одреден псевдоним, да ги повика двајцата директори и двете служби да оформат заеднички штаб со компетентни авторитетни луѓе и да се ангажираат во тој штаб минимум 100 луѓе, бидејќи Министерството за внатрешни работи брои над 13.000 луѓе и не би било проблем тие 100 луѓе да се ангажираат да работат на предметот каде што 10 клучни луѓе од претходната власт и во моментов се судат и постои можност за нивно бегство. Значи, доколку тоа се превземе што уште првата недела, така да кажам, тоа го очекував, бидејќи господинот Оливер Спасовски на 2 пати беше и технички министер. И стекна одредени искуства во Министерството за внатрешни работи кога директорите не беа под негова контрола. Во моментот кога на негов предлог владата ги назначи тие двајца директори, тој имаше лојален тим со кого може да соработува. Тоа се професионалци, директорите и на УБК. Тие се долгогодишни работници, повеќе од 20 години вработени во МВР, и тие луѓе мора да му помогнат на министерот Оливер да го формираат тој оперативен штаб, за да не се дозволи ниту Груевски да избега, ниту после него да избегаат други луѓе кои беа и колку што знаеме на долгогодишни. Ви делува ли реално и нормално ова што дојде како вест од Тирана? Дека снимките се избришани, дека нема снимки во врска со движењето на Груевски во Албанија? За мене е тоа невозможно, бидејќи тајната служба на Албанија сигурно тие снимки ги има кај себе. Меѓутоа, одговорот што го слушнавме, што го добил јавниот обвинител, дека прво бил преобемен материјалот, па потоа снимките биле избришани со протек на одреден период, дека било закаснето, за мене се... Звучи многу дилетантски тоа, ако е така. Точно. Тоа сигурно не е така и тоа е обид на несоработка, односно недобивање на тие снимки, бидејќи на тие снимки ќе се видат некои работи кои нашите служби не би требало да ги видат. Дали ве изненади притворањето на Сашо Мјалков? Па сето она што се случуваше во врска со обезбедувањето на двотретинско мнозинство и сите работи околу промена на законот за каде што се намали злоупотребата на службена должност и овластување за да застарат одредени предмети. После тоа, самото притварање ме изненади, меѓутоа, доколку човек подлабоко размисли, ке свати после бегството на Груевски, доколку избегаше Сашо Мјалков или некој друг од тој калибар, оваа влада дефинитивно ќе мораше да даде оставка, како што и бара претходно по бегството на Груевски двете албански опозициони партии, не само на министерот Оливер Спасовски, туку бара оставка и од премиерот Заев. Во тоа интервју што го споменав за Фокус пред 2 години, ориентационо, рековте дека
со размотувањето на клопчето околу прислушувањето и случајот што се води Таргет, дека верувате ќе се дознае зошто Сашо Мијалков е сменет од функцијата помошник на министерот за одбрана, помошник за безбедност и разузнавање. Точно, тој беше сменет. Тоа е која година? Крајот на 99-та година тој беше поставен за помошник на министерот за одбрана за безбедност и разузнавање и потоа имаше одредени информации дека побарал од службите кои ги контролира, кои беа под него, а тоа беше исто така прислушувањето во Министерството за одбрана, да се прислушкува тогашниот министер Пауновски, да се прислушува неговата секретарка, како и секретарката на Сашо Мијалков во тој период. На 3 пати бил одбиен од неговите најблиски соработници и тие изготвија службен материјал и ние го добивме во Управата за безбедност и контраразузнавање и преку јавното обвинителство го процесуиравме. Зошто тој предмет не излезе, односно не доживеа судска постапка, туку само господинот Мијалков тогаш беше разрешен од таа функција и беше поставен за советник на премиерот Ѓоргиевски. Ова е нешто ново што го Да, слушам. ова до сега никогаш не сум го кажал. Да, тогаш рековте ќе се дознае и сега. Да, верував дека тоа ќе излезе во јавноста, меѓутоа гледам дека и со сегашното судење и со негирање на многу работи од страна на Сашо Мијалков, она што го тврди господинот Ѓорги Лазаревски, како и господинот Звонко Костовски, тој сето тоа го тврди дека не било така, меѓутоа човекот има одредена предисторија уште од 99-та година. Чекај, вие сте биле во еден период директор на УБК. Кога ги слушате сведоштата на Ѓорги Лазаревски, Звонко Костовски на другите, ви делува ли можно да се случува такво нешто во такви размери во тој ресор, а вие да не знаете, например, како директор? Тоа е невозможно. Самиот факт дека петата управа број толку многу се зголеми со вработени, колку што целата останата УБК има вработени, што никогаш не било од 91 година наваму, укажуваше дека таму се работи со голем број вработени во 3 смени и интензивно се прислушкуваат голем број на телефонски броеви. Едно чудо вработени ако има. Да. Колку мина можеле да знаат? Зар не е тоа некоја вест што може да се прошири? Сигурно можело, меѓутоа тие луѓе биле лојални во прислушкувањето и да не биле овие двајца што ги спомнавме, Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски, целата работа ќе продолжела да трае со години, без да дознаеме. Страшно. Но дали може да се повтори тоа сега? Значи, пак се враќаме на Па ја верувам дека господинот Прибе повторно ќе дојде во Македонија и доколку дојде до сознание дека целата постапка на прием на вработени е нетранспарентна, значи опасноста од повторување на истата афера на тој начин е можна, според мене. Така, слушавме во бомбите како судат судиите на некој начин, како одредени поединци си договараат нивните пресуди да бидат завршени во нивна полза. Па сега се сетив дека и вие и јас имавме тужба од Драган Павлович Латас, новинарот, и не сум ве прашала. Тужба за клевета беше, а тоа беше во периодот кога весникот Време објави дека Латас е некаков соработник на српската служба. Да. Вие имавте настап тогаш на А1, во кој на некој начин, нели го потврдивте тоа, добивте тужба, а јас пишував една анализа во Фокус и јас добив тужба. Како заврши вашиот процес, не сум ве прашала, бидејќи имавме исти адвокат во тој период. Да. Процесот го изгубив, тоа беше јасно и од телефонскиот разговор меѓу Драган Павлович Латас и Филимена Маневска, која беше председател на апелациониот суд во Скопје, дека тој и соопштува за предметите дека може да ги изгуби и таа му ветува дека ќе превземе, ќе разговара со судиите, ќе изврши притисок на нив да не се случи тоа. А истовремено ме изненади Министерството за внатрешни работи во тој период, односно Управата за безбедност и контраразузнавање. Пошто помина години. Па тогаш беше се уште директор Сашо Мијалков. Аха. И тој не дозволи на мое барање судиката побара симнување од строго доверливо одредени документи каде што
ќе се докажеше дека Драган Павлович Латас бил подолго време обработуван од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање. И дека сите мои изнесувања во јавност и во Утрински весник и на еден телевизија ќе се потврдеа на тој начин, а не да но Мијалков тоа како директор на УБК не го дозволи. Не го дозволи. Каква казна добивте? Па 3000 евра морав да платам на Драган Павлович Латас. Тоа е на кривичен суд? Граѓански? Не, тоа беше на граѓански суд, бидејќи 3000 евра плативте? Да, морав да му платам на Драган Павлович Латас за тој предмет. Добро, не знам што да кажам. На граѓански тужбата код мене не продолжи, така што... Меѓутоа, на кривичен суд судеше сегашниот председател на кривичен суд Иван Жолев и тоа беше навистина една пародична судска постапка, според мене. Господин Митевски, привршуваме еве уште неколку минути. Пак ќе прашам што понатаму. Без работа сте? Постапкавате ќе ја терате? Од кого очекувате да добиете поддршка? Па видете, во јавноста се створи мнение дека се злоупотребуваат од високи функционери, слушнавме и дека и генералниот секретар и други си ги вработуваат своите родители, портпаролот на СДСМ. И верувам дека премиерот Заев тоа што го најави и ќе го исполни, сите тие вработувања да бидат прекинати, секде кај што има одредени преставки да се испита начинот на вработување и во ОТА и во Министерството за внатрешни работи и дека... Значи, ние ако сега поднесеме барање за слободен пристап до информација од јавен карактер, ќе бидете одбиени. Ќе речат дека се класифицирани информациите. Да. За жал, сигурно ќе добиете таков одговор, бидејќи јас добив таков одговор кога прашав кој е тој што е кои се тие три лица кои се бодирани на тие три работни места. Не, јас сум невидено од тоа дека вие кои аплицирате не добивате информации, со тоа ви е одземено правото на жалба, на второстепена постапка. Така, никој не добивме, значи, документ зошто сме одбиени, колку сме бодирани. Не можете ни на суд да одите за процедурата. Па јас мислам дека единствена надлежност има народниот првобранител и така. Сигурно комисијата за контрола на УБК, доколку тие превземат нешто, се заинтересираат и побараат од ОТА која е и во нивна надлежност за контрола, на кој начин е спроведен целиот конкурс и селекцијата на кандидати. Хелсински комитет се обративте? Па не. Јас прво мислев дека овие 5 представки што ги поднесов дека ќе вродат со резултат, доколку не, ќе се обратам и до меѓународни организации, и амбасади така. И понатаму. Ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио. Почитувани, тоа беше Горан Митевски, со кој разговаравме за реформите нели во безбедносниот сектор и неговото лошо искуство од аплицирањето на огласот за вработување во ОТА. Пред да се одјавам, уште еднаш да повторам дека најновите вести што стигнаа, дека во Скопје е спроведена акција за попречување на можен терористички напад од поддржувачи на ИСИС, но исто така и дека Американската амбасада објави предупредување дека постои зголемен ризик од терористички напад на територијата на Република Северна Македонија, но повеќе детали ќе може да проследите во Дневникот. Толку од мене, пријатно, но останете на фреквенциите на 1 ТВ.